Одговорност не може да има, бидејќи овие градби се започнати, издадени се градежните дозволи, запишани се во урбанистичките планови пред воопшто Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да земе одговорност за работата на општина Центар. Може би има мало задоснување во излезност на инспекцијските органи, но имајќи во предвид каква беше запечатеноста на овој дел од Скопје и неможноста да се припари внатре, едноставно не постоеше по инаков начин. Господин Шилегов, на прашање надвор од темата, дали се изготвени кандидатските листи и дали се знаат и до кога ќе бидат познати имињата на носителите? Болните спинови на ВМРО ДПМН, имајќи во предвид стравот од известниот пораз на изборите во 11 декември, го прават токму тоа да се разговара за теми во јавноста кои што реално не постојат. Во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не се разговара за пратеничките листи се уште бидејќи е прерано. Она што е приоритет и на Република Македонија, и на сите слободарски граѓани на Република Македонија, и на Социјалдемократскиот сојуз во овој момент е да формираме и да се создаде што е можно поширок фронт во борбата против режимот на Груевски. Господин Шилегов, дали подписниците на пржинскиот договор ќе договараат нешто за шеската таба ќе се реши изборната единица 6? Очекуваме дека Министерството за правда како надлежен орган ќе достави до собранието предлог на закон кој што подоцна ќе биде усогласен во рамки на собранието. Господин Шилегов, како сте задоволни од известувањето на медиумите во последниот период, како тече мониторингот? Постои благо подобрување. Проблемот во Република Македонија никогаш не било известувањето како такво, туку било креирањето на лаги и креирањето на лажна вистина. Во моментот кога ќе престане да се креира лажната реалност во Република Македонија и вие како медиумски куќи ќе можете слободно овдека да дојдете да снимате, бидејќи вчера граѓаните на Македонија не можеа да го видат овој хаос кој што настана овдека, тогаш ќе можеме да зборуваме за реално известување и за некреирање на лажна вистинитост. Благодарам. Благодарам.